За мене, господине Димовски, неприфатлива е формулација доколку е потребно. Проклето многу е потребно. Во овој момент и сега. Не доколку е потребно. Сега е потребно. Сега е потребно. Не доколку е потребно владата да направи проценка. Владата ќе ја задолжиме, владата мора да го прави. Изгорени се луѓето од вас, господине Димовски, само да ви објаснам, во Битола и Битолско. Од ланските поплави не им се исплатени штетите, затоа што оставивме на владата да прави проценка доколку е потребно. И кажете ми, во кој сегмент од овие заклучоци кои што ги предложивме, сметате дека се неисправни? И извинете, во нормален демократски свет, како што вие лажете дека е Република Македонија, а ние претендираме да стане таква држава, одговорноста, особено политичката, се сноси во моментот на настанот. Кривичната најверојатно сакува на сила после 40 дена, од и до сега требаше да бидат одлудени во притвор. Господин Муковски, Крсто има реплика. Повелете. Благодарам, председателе. Колега Петре Шилегов, ќе ви реплицирам на 6,5 минути од вашата дискусија и конечно мисле дека го последен дискутант од опозицијата свативте зашто денес треба конкретно да разговараме. Оние 2,5 минути последните, за жал се надминавте пак себе си со истите флоскули, го завршивте говорот, тука не сакам да реплицирам. Сакам да подебатираме малку за она што денес требаше да разговараме, а тоа е на кој начин да им помогнеме на загрозените граѓани. Верувајте една работа, ево и јас сум присталица да речам на вашето барање, ако некој направил некаков пропуст во смисол на институции, на институционално делување, на законско делување, на делување според одредени прописи и така натаму, да сноси одговорност. Меѓутоа, денес ние не сме тука врз база на шпекулации и на произволни тврдења да правиме лов на вештерки. Денес сме тука да разговараме како да им помогнеме најдобро и најбрзо на граѓаните кои што се оштетени. Како законодавен дом имаме и можност и начини и методи да другото барање што го имате вие во идниот период го разгледаме. Денес приоритет имат граѓаните како да им помогнеме. И за жал, доставивте до нас заклучоци кои што реално дури и законски не се прифатливи. Во првите заклучоци, само во интерес на јавноста, баравте Комисијата за финансирање и буџет да ги следела текот на средствата и контрола и така натаму. Невозможна мисија. Сега барате некои паушални средства, прво 3000 евра, јас колку што разбрав, сега 1500 евра да биле граѓаните еднократно авансно обештетени. Значи во нашите заклучоци јасно и гласно стојат неколку работи за кои што се обврзува владата. Прво, дека 100% ќе бидат авансно обештетени сите загрозени граѓани. Второ, дека врз основа на направената проценка, а проценката е за информација на јавноста преку 50%. Значи со помош на сите служби, постоечки во држава, во општините, интензивно се врши проценка на терен. За неколку дена ќе се направи проценка, граѓаните ќе бидат обештетени. Второ, немојте да манипулирате со одредени проекти, како панорамското тркало, јасно и гласно е кажано. Ако гласаме тука, сите проекти за кои што нема договорни обврски, да бидат прекинати во моментов. Дел од проектите кои што се однесуваат, кажа координаторот, на мебел, на возила, на стоки, услуги и така натаму, со пренамена во една постапка законска, како што доликува, да ги пренамениме за оштетените граѓани. Значи, сето она што треба да го направиме како собрание и како влада е содржано во овие 20 заклучоци. Зошто повторно на база на произволни размислувања сакате да наметнете нешто само чисто да се додворите до граѓаните? Дајте еднаш заедно да застанеме, да се договориме во нивни интерес, не во наш политички. Благодарам. Благодарам. Господин Шилегов, Петре има контрреплика. Не сте ме дозволили да реплициравте. Значи, господин Муковски, разликата помеѓу предлог за заклучоците кои што ги предлагаме ние е обврска на владата, вашите се заложба на владата. Едноставно не веруваме на овие институции такви какви што се дека ќе ги исполнат своите обврски. Затоа сакаме со закон да ги ограничиме. И ја не видам каде ви е тоа. Вториот момент. Кој побогу денеска побара од некога да поднесе оставка? Во овие предлог заклучоци ви предлагаме надзорна расправа за утврдување на одговорност. Не сакате ни надзорна расправа да држиме. Значи да немаме одговорност во државата. 22, да не речам 28 има исчезнати. Луѓе починаа.
Ја не можам во главите на Коце, на Тони, на Шабан, на Сузана, на Никола Груевски, на кого сакате, да утуба морал и етика, што значи да носиш одговорност за функцијата што ја имаш и да си поднесеш оставка кога ќе ти се случи ова. Ама сакам ова собрание да го седне пред вас и пред мене, за да му утврдиме одговорноста за несомнените пропусти кои што ги има. А не денеска да ја поднесе. Господин Деспотовски, Блага има реплика. Повелете. Благодарам, председателе. На почеток да го изразам моето длабоко сочувство со семејствата на починатите, семејствата на повредените и семејствата што претрпеа огромни материјални штети. Од мое лично име, од моето семејство и од сите кичевчани, и ги охрабрувам сите мои сограѓани од Кичево онолку колку што можат да помогнат во санирање на штетите. Исто така, на почеток ја поздравувам денешната одлука на владата да ги обештети 100% сите оштетени граѓани во поплавите. Наша работа е како пратеници да го контролираме овој процес и доколку владата не го спроведе, тогаш можеме да бараме одговорност. До тогаш наше е да го следиме, ќе го следиме тоа, јас верувам дека владата ќе си ја изврши својата одлука 100% да ги оштети сите граѓани. Исто така, ги охрабрувам сите институции кои се на терен од првиот момент, а тоа се Дирекцијата за заштита и спасување, Центарот за управување со кризи, Војската, Полицијата, Агенцијата за државни патишта, Министерствата за здравство, за труд и социјална политика, за транспорт и врски, градоначалниците и јавните предпријатија во нивна надлежност, Црвениот крст, да останат на терен се додека има потреба и последниот граѓанин во... Значи, тоа е тоа што треба да се направи. Но, колега Шилегов, ова е што треба да се работи, што се работи и што ќе се работи. Но вие спомнавте да се прекинат некои проекти и да се помогне на луѓето, но јас ќе ви кажам најважната работа. Вие аплаудиравте на луѓе што кршеат државни институции. Вие направивте директна штета од околу 5 милиони евра. Вие фрлавте камења по полицијата, по сите. И вие сега, без никаков срам, излегувате овде и барате нешто да се прекине. Па вие да прекиневте да кршите, ќе имаше пари за сето тоа. Исто така, барате одговорност за природна катастрофа. За природна катастрофа барате одговорност. Колега Ковачевски од Битола, си знаеш што е вештачка катастрофа. Пат беше вештачка катастрофа. Приватизацијата беше катастрофа со илјадници жртви. Тоа се катастрофа. И накрај, колега Шилегов, пошто многу се занимавате со груевизмот, спомнувате тоа, ќе ви кажам една работа. ВМРО-ДПМН е партија која има историска задача, значи имаше и ја создаде Република Македонија, има задача да ја штити независноста и сувереноста на Република Македонија и да им помага на сите нејзини граѓани, особено во вакви природни катастрофи. А Никола Груевски е председател на таа партија и треба со личен пример да го оствари сето тоа. Затоа е Никола Груевски на терен. Господин Шилегов, Петре има контрреплика. Повелете. Токму тој кој што ја името не сакам да му го изговорам, не ви си има на телефон јавено да ви каже, господине Благоја, смеете да кажете да се запре панорамското тркало. Тоа бараме, да се запре панорамското тркало. Она што можам да го заклучам, без оглед што вам тоа нема да ви се бендиса или не, ние не сакаме да дозволиме импровизација, ние не сакаме да дозволиме луѓето да бидат уценувани, ние сакаме на луѓето да им се помогне веднаш 1500 евра и да има строга законска постапка и обврска на владата во која што тие луѓе ќе бидат обештетени и одека да
се шири дезинформација дека е половина проценка завршена, е класично непознавање на работите. Половина евидентирање на штетите е завршено, не е нивната проценка. И за вас, големите модри во гради патриоти, Република Македонија може да се одбрани од вас пред се, само ако стане современа европска правна држава во која што ќе владее правото, а не зборот на мобилен телефон на криминалецот Груевски.